Некои со музика во двор или на тераса, други потивко внатре во домот. Тоа се само дел од начините на кои граѓаните го поминаа најдолгиот полициски час на територијата на цела држава. Но за да може мнозинството да седи дома, малкумина мораа да работат во случај на итна потреба. Еден од нив беше Драган Стојановски, кој работи за онлайн продавница, од каде може да се купи на интернет, а производот да ви го донесат дома. Немаме никаков контакт со луѓето кои што ги носиме нарачкиме. Тоа не е начинот на работа, ги оставаме пред влезната врата без разлика дали е куќа, стан или што е како е. Според Стојановски, што поради итност, што поради други причини, нарачки има се повеќе. Над 130, 140 дневно сигурно, ако не минимум. Зависно, секој ден е различно затоа што сепак термините се за еден ден, два дена или зависно како се слободни. Но има повеќе нарачки. Но викендов на терен не беа само приватните фирми како маркетите, рестораните и аптеките. Во Киселавода, например, општината имаше мобилни тимови кои купуваа за ранливите категории жители во општината. Плаќа нарачателот, а доставата е бесплатна. Победете. Ја мислам дека се евро. Се. Океј. Фала многу. Фала и на вас. Мобилните тимови сепак не доставуваа што било, туку основни намирници и лекови. Се соочуваа и со невообичаени барања. Значи, вие ќе настрадате, мислам, ја имам дозвола од општината, не е проблем за мене. Пак вртете на 192, кажете ми, пак објаснете, Белки ќе ве разбера. Те работи за стар човек. Требало синот да му однесе јадење. Не се работи за онда го земам него, онда му однесе јадење, да го види за сат време и да го вратам назад. Ја тоа не би смел да го направам. За време на 61-часовниот полициски час, секоја општина имаше список на фирми или служби од каде може да се добие храна или лекови. Градот Скопје направи интерактивна мапа. За многумина сепак со крајот на викендот не завршува и потребата од помош. Блага и Воислав Трајковски од Кавадарци се пензионери кои не можат самите да одат да пазаруваат, да плаќаат сметки или со часови да чекаат пред аптеките за да купат лекови. Со бречајкани јас. Дедо има години и простата кила не може да, срцето му е проширено, не може да се сипне доле, не води. Помошта околу набавките и административните обврски за овој брачен пар доаѓа од нивната сограѓанка Блага. Ја сакам ова работа, ми исполнува. Се зближувате со луѓето на кои им помагате? Да, многу се зближиме. Што најчесто бараат од вас? Најчесто барат продукти, лекарства, да му земиш, сметки да му платиш. Михајлова е ангажирана преку проект за помош на стари изнемоштени лица кој Министерството за труд и социјала го спроведува во повеќе општини. Кавадарци има ангажирано 14 лица кои им помагаат на 50 на граѓани. 14 лица за кои што беа ангажирани им заврши периодот при крајот на февруари месец и во консултации со UNDP во текот на март месец разговаравме за да им се продолжи уште за еден месец рокот на договорите со цел справување на новонастаната ситуација со COVID-19. Со рецептите врака, парите и однапред подготвениот список, Блага стигна навреме да испазари пред полицискиот час и да ги достави намирниците во домот на своите сограѓани кои нестрпливо ја чекаа. Еве ги лековите, книжката. Здравен Кршчар, повелете. Што ви е потребно на вас, господине, со кого живеете? Нашите екипи за кратко ќе тргнат на терен, така да ќе ви се јават пред да дојдат кај вас, направете го списокот, ќе ми го дадете, ќе испазарат и ќе ви донесат се што ви е потребно. Со 10 мобилни тима и 30 на волонтери, Црвениот крст на град Скопје има задача да им помага на најранливите категории граѓани во главниот град. Во општинската организација во Чаир има 6 волонтери кои покриваат населени места во 4 општини. За еден месец добиле повеќе од 200 повици. Едниот волонтер прима повици и ги опатува до екипите во кои имат за задача
да набават прехранбени продукти, хигиенски, исто така нормално редовната терапија на нашите граѓани кои што не може да стигнат преку идење до матичниот лекар, подигање на рецептот, аптека и достава до нивните дома. Дневно примаат во просек 5 до 6 повици. Ако не успеат да ги реализираат истиот ден, приоритет имаат следниот. Моментално се упатуваме кон пензионерскиот дом во Чаир и имаме уште еден повик во село Љубанци, стари изнемоштени лица. Барањата на граѓаните се разновидни, почнувајќи од тоа да дојдете да ми смените сијалица дома, прегорена сијалица, да ми платите сметки за струја. Прифаќате или ги одбивате ваквите барања? Нажалост мораме да ги одбиеме, пошто немаме ни време, ни можности за таков тип на барања да бидат реализирани. Сите рецепти, еве ви е картицата, Добро. еве ви го пилот. Ние ќе бидеме многу брзи, за некое време ќе дојдеме тука со лекови. Да, обично немаме проблем при подигнување на лекови. Одиме со рецептите кои што веќе им се подготвени, со книжката, евентуално лична карта на корисникот и подигнуваме лекови. Немаше многу гужва, вообичаено ве пуштаат преку ред во аптека или... Не, обично чекаме ред како и сите други граѓани, ги почитуваме мерките. Следната дестинација беше селото Љубанци. Добар ден. Добар ден. Ќе влеземе во двор? Ајде до двор, може до двор, за да ни го дадете списокот. Поради здравствени причини избегавме од град, дојдовме тука. Мажот ми е опериран од срце и јас со кичимата не можам да одам и за тоа. Не сме пошле до град никако. Се плашите од можна зараза? Па да ти кажам како што изјавуваат и се плашам поради него и за мене мање више. За 10 минути овој брачен пар ги доби потребните производи од списокот. Полни кеси зејтин, брашно, млеко, сокови и шеќер, намирници кои ги планираат за цела недела. Моментално се наоѓаме во една рурална средина, каде и теренот е малку непристапен, ама тука сме за тие граѓани да им помогнеме. Се плашите ли од евентуално можна зараза, бидејќи влегувате во дворови и контактирате со разни граѓани? Апсолутно, кај нас постои една мала доза на страв, но сепак чувството за хуманост, чувството за да помогнеш на некој, чувството на волонтерска работа ни дава снага, сила и моќ да помогнеме во овие тешки моменти. Во време на пандемија, обврската која сите овие лица ја носат со себе е двојна. Од една страна да им помогнат на немоќните, а од друга страна да не ги изложат и нив и себе си на заразата.